Ќе се намали загадувањето во градот Скопје, ќе се подобри квалитетот на воздухот и ќе се намали маглата која во зимскиот период се јавува во Скопската и Полошката котлина и Пелагонија. Ова се ефектите кои се очекуваат со примената на новите мерки кои што вчера ги промовираше лидерот на ВМРО-ДПМН Никола Груевски. Мерките повеќе електрични автомобили за почист воздух, како и субвенционирање на плински уреди за автомобили, според експертите ќе имаат значително влијание врз животната средина, но ќе значат и поволност кој ќе може да искористат граѓаните. За реализација на првата мерка планирана увозот на нови електрични возила да биде со 0% царина и без дополнителна акциза и повластена даначна стапка од 5%. Предвидена е субвенција за купување на електрично возило од 3500 до 5000 евра. Во период од 10 години електричните автомобили ќе бидат ослободени од плаќање на патарини и паркинг и ќе имаат бесплатна регистрација. Предвидено исто така градот Скопје во рамки на јавното сообраќајно предпријатие да започне со набавка на 50 целосно електрични автобуси. Со втората мерка пак се предвидува субвенционирање за вградување на плински систем во автомобилите. За таа цел секоја година почнувајќи од следната година ќе се овозможат ваучери од 300 евра за набавка на плински уред кој ќе биде распределен на јавен повик секоја година. Според Александар Митов, советник на премиерот за здравство во урбаните средини, загадувањето најчесто е сконцентрирано покрај најпрометните сообраќајници. Заради големата фреквенција на возила, затвореноста на сообраќајниците доаѓа до концентрација на загадувањето и така наречен феномен на улични клисори, и тоа придонесува до несакани ефекти по здравјето на луѓето, како што е астма кај децата, срцеви заболувања и белодробни заболувања. Мерките кои што беа денеска презентирани се однесуваат токму на подобрување на квалитетот на воздухот во тие зони, но и сеопшто подобрување на квалитетот на воздухот. Можеме со сигурност да очекуваме дека обратно пропорционално, како расте бројот и употребата на електрични возила, така ќе доаѓа до пат на загадувањето во урбаните средини и во овие зони кои што ги спомнав. И за крај би рекол дека ова е еден тренд кој што е присутен во цел свет. Според Пеце Ристевски, метеоролог во управата за хидрометеоролошки работи, поаѓајќи од фактот дека климата и метеоролошките услови во Скопската котлина, во Пелагонија и во Полошката котлина честа појава се магли, овие проекти се важни за истражување на животната средина и здравјето на населението и ќе помогнат за намалување на штетните гасови. Чест е случај во зимските услови во Скопската котлина, Пелагонија и Полошката котлина да се јават инверзиони магли со височина до 600 метра надморска висина и да нема одредено проветрување на воздухот во котлините. На овај начин ќе се допринесе кон намалувањето штетно влијание на загадувачките материи врз здравјето на населението. Градоначалникот на град Скопје Коце Трајановски пак потенцира дека загадувањето е еден од големите проблеми кои што ги има градот Скопје. Тој го најави почнувањето на проектот за набавка на 50 електрични автобуси за јавното сообраќајно предпријатие, од кои 20 ќе бидат зглобни за 150 патници и ќе се обраќаат на трасата која што беше предвидена за трамвајот, кој поради големата вредност на инвестицијата ќе биде заменет со проект за електричните автобуси. Владата се сложува да 50% од вредноста биде обезбедена од владата на Република Македонија, а 50% да биде обезбедена од градот Скопје. А покрај овие 20 зглобни или големи автобуси ќе се набават и 30 минибуси, кои исто така ќе имаат голема фреквенција во периодот кога нема многу патници, се вклучуваат овие минибуси, така да тоа практично овие 50 автобуси се 15% од скупниот број на автобуси кои што ги има јавното сообраќајно предпријатие. Груевски на промовирањето на новите мерки истакна дека нивната главна цел е да се придонесе кон натамошно намалување на емисијата на штетни издувни гасови од возилата со бензински и дизел мотори, како и намалување на бучавата во урбаните средини, но ќе значат и поволност која ќе може да искористат граѓаните, кој ќе значи стимулација, но и заштеда на нивните буџети.